Нова тема во Македонија наутро, пред да ја отвориме истата, би сакала да ја отворам апликацијата AirCare, да видам што ќе каже таа, за да можеме да имаме основа за разговорот. 235 екстремно загаден воздух имаме во споредба со она што го видовме како информација са Бајлево, иако имавме врнежи од дожд. Може ли селекцијата на отпадот да го реши проблемот со аерозагадувањето? Бараме одговори од следниот гостин, кој го имаме во студиото 3 на МТ. Велам добро утро за Борче Кузмановски од Сдруженијето за одржлив развој и заштита на животната средина. Биди зелен, добро утро Борче, добре ни дојдовте. Добро утро. Искрено се надев по оние врнежи од дожд дека нема да имаме толку загаден воздух, но ни дождот не помага, веројатно. И сега во период кога имаме енормно аерозагадување и бараме начини како да се спасиме од истото, многу ми навелат дека правилната селекција на отпадот е добра опција на долг рок. Што велите вие? Проблемот со аерозагадувањето е многу покомплексен од само добро управување со отпад. Секако дека ќе има придонес. Меѓутоа, покомплексен проблемот и треба да се работи на повеќе причини за да имаме почист воздух. Конкретно кај нас управувањето со отпад не е на најзадоволително ниво и секако придонесува и за загадувањето. Меѓутоа, да речеме, ако имаме правилно управување со отпад како што е незамислено во стратешките документи на Македонија, секако дека ќе има некаков резултат. Тоа најпрвенствено мислам тука на пожарите во депониите. Значи, ние немаме правилно управувани депонии, многу се чести пожарите и од тука имаме загадување на воздухот. И сега ќе ги опфатиме сите теми, ќе ги опфатиме и депониите и управувањето со отпадот, малку сакам да се здржиме на селекцијата. Ова е идеја која што веќе неколку години функционира како таква во Македонија и постои, меѓутоа конкретни чекори, освен поединечни иницијативи, сериозни се уште нема. Зошто, Борче? Вака, најпрво, обврската за селектирање на отпад, односно примарна селекција е обврска на општините, советот и градоначалникот заедно со колективните постапувачи. Не може да кажеме дека немаме поместување во позитивна насока во однос на поставување инфраструктура за селектирање на отпад, меѓутоа ако ги цениме количините кои се собрани, и нема такав напредок. Тука вината може да ја бараме и во двете страни. Знаете, ние граѓаните често сакаме да си ги побараме нашите права, но и да не ги оствариме нашите обврски. Треба да бидеме еколошки освестени и да го селектираме отпадот. Меѓутоа, многу често бараме причини како садовите поставени за селекција на отпад ни се далеку или не ни се достапни. Или ги нема. Или ги нема, да. Не велам дека е комплетна покриеност, секако дека има отсуство на садови, меѓутоа, доколку навистина сакаме да селектираме, имаме можност. Можеби ќе треба да поодиме 200-300 метри, но тој што сакам, мислам дека нема да му представува проблем. И ќе се задржиме на граѓаните, тие велат, ние сме расположени и сакаме да го правиме тоа, но потребна ни е посериозна логистика. Кои се алки треба да функционираат за да може да имаме добар систем на управување со отпадот? Така. Тоа е двосмерна улица, значи не е само институциите или локалната власт која треба да го понуди тоа како опција, меѓутоа и граѓаните треба да бидат примерни во своето однесување. Значи вака, треба да имаме сериозни институции кои ќе си ја вршат својата работа, односно собирањето на отпад нема да биде не знам каков проблем. Меѓутоа и самите граѓани треба да ги користат тие садови. Јас многу често слушам како луѓето кои селектираат велат, па јас, знаете, џабе селектирам кога све иде на исто место. Тоа тврдам дека не е така, односно, ако имало таков случај кај што двете канти со комунален отпад и селектиран отпад завршиле во ист камион, тоа е затоа што и во тој сад за селектиран отпад најверојатно бил измешан. Доколку правиме ние правилна селекција, на никој не има во интерес да завршат на исто место. Бидејќи многу години работев по рециклажните центри и сите рециклажни центри не може да ги исполнат своите капацитети кои ги имаат. И се приморани да увезуваат дополнителен отпад за преработка од околните земји како би одржале финансиска
односно како би имале финансиска одржливост и би ги задржале своите вработени. Кога сме кај поединечните иницијативи, се сеќавам на еден проект кој што започнавте да го реализирате со стамбените згради, каде што во секоја зграда донесовте корпи за селектирање на отпад и тоа почна одлично, расположени станари да селектираат отпад, иако и кај нив беше потребна едукација и извесен период, меѓутоа тој проект замре. Велите финансиски беше неодржлив. Зошто? Така. Проектот беше одличен, иницијативата Селектирам имаше за цел да постави систем за примарна селекција во стамбените згради. И доби на масовност. Апсолутно, да. Беа покриени повеќе од 50 згради, иако беше само пилот проект, околу 1750 домакинства. Да. Беа поставени канти за селектирање на пластика и хартија со можност за понатаму, ако има добри резултати, се постават и лименки, метал и така натаму. Претходно беа склучени договори со стамбените управители, кои пак претходно идејата ја представиле на своите станари. И проектот започна одлично и тоа што беше многу важно за нас, имаше вклучено неформални собирачи. Неформалните собирачи, знаете, сите ги имаме прилика да ги видиме што собираат отпад од контейнерите за комунален отпад, со тоа што им решаваме еден од многуте проблеми со кои се соочуваат, а тоа е загарантирана количина во текот на денот. Бидејќи кај нив неизвестноста е голема, дали ќе собере, дали ќе најде денеска, временските услови и така натаму. А ова беше одлична можност за нив, како и со самиот отпад го имаше задржано својот квалитет, бидејќи беше на добро место складиран и третиран. Потоа имаше можност тој отпад собирачите да го валоризираат во рециклажните центри. Бидејќи рециклажните центри и како ја сакаат овој вид на отпад, бидејќи е со одличен квалитет. Меѓутоа, да не забораваме дека пластиката, хартијата, металот и останатите текови на отпад се берзански материјали. И не секогаш имаат посакуваната цена. Додека имаат солидна цена на берза, ќе може ги покриеме и оперативните трошоци и сите останати трошоци кои се појавуваат во текот на работењето. Меѓутоа, штом паднат цените на берзата, веќе тој модел станува финансиски неодржлив. И тука или го прекинувате проектот. Немаш иницијатива од општините да превземат да ве поддржат? Па финансиски немаше. Добра. Финансиски немаше, инаку треба тука се вклучат дали општините, дали комуналните предпријатија, дали колективните постапувачи да помогнат финансиски. За тој модел да се одржи, бидејќи не секогаш отпадот, јас така велам, со отпадот нема компромис, значи не секогаш отпадот треба биде нешто профитабилно. Едноставно треба да го одвоиме од останатиот. Беше супер иницијатива, бидејќи тоа можеше да биде ланецот по кој што ќе продолжи целата приказна со селекцијата на отпадот од домакинствата, но еве она што го знаеме како информација е дека сите општини имаат законска обврска до крајот на годината да склучат договор со постапувач за селектиран отпад. Што ќе значи тоа? Повеќето од општините веќе ги имаат тие договори направено и всушност ако не превземаат акција за заедничките обврски што ги имаат согласно законите за управување со отпад, може да значи само формалност. Меѓутоа, бидејќи се работи за регионално управување со отпад, ингеренциите се дадени на општините и им се поделени заедно со колективните постапувачи. Општините преку градоначалникот, советот и комуналните предпријатија имаат заеднички обврски. И сега дали ќе почне да ги имплементираат, зависи од нив, каква расположеност има меѓу нив. Например, знам дека заедничка активност која треба да ја направат е на граѓаните да им понудат соберни центри. Соберни центри се предвидени на 30.000 граѓани да има по еден соберен центар. Например, во моментов во Скопје има 2 соберни центри. А треба да имаме само во една општина по 2, по 3, по 4. Што значи повторно доаѓаме до тоа дека е потребно спроведување на регулативата во пракса. Така, многу пати сме повториле, имаме одлична регулатива, меѓутоа отсуства имплементацијата. Европа, зборувам за голем дел од земјите кои што се членки на ЕУ, веќе на големо функционираат на оваа тема. Како стоиме ние регионално? Така ни е најлесно некако да се споредиме за да можеме да разговараме на темата. Ако споредуваме со земјите, нашите земји соседи, можеби и не касниме многу зад нив. Меѓутоа еден наша земја од регионот, Словенија, да, ги поминува дури европските просеци.
ако европскиот просек за собирање и третирање на отпад е околу 50%, а во Словенија е повеќе од 71%. Они се лидери, одлично се справуваат со отпадот, одлично им е замислен системот и функционира. Граѓаните се примерни, меѓутоа имаат прилика и со сопствени очи да го видат дека тоа функционира и да се убедени да придонесуваат кон тој систем да функционира перфектно. Би сакала малку да продискутираме и за регионалните системи за управување со отпадот. Во некои општини споменавме за примерна селекција на отпадот, има и некаков напредок, но депониите сериозен проблем ни се. И сега кога станува збор за преговорите за ЕУ, една од темите на кои што најмногу се дискутира, покрај поглавието владење на правото, ќе имаме сериозен проблем, велат екологистите, со заштитата на животната средина. Апсолутно, има многу предизвици. Регионалното управување со отпад и изградбата на регионалните центри е тема која ја слушаме во медиумите повеќе од една деценија. Не стои процесот во место, меѓутоа оди многу споро. И е малку комплексен да се имплементира. Односно, регионалното управување со отпад представува нашите 8 плански региони да се самоорганизираат како ќе управуваат со отпадот, при тоа да се изградат регионални депонии според европските стандарди како да се управува со нив. Сега тука, бидејќи во еден плански регион има 10 или 15 општини, тоа значи 10 или 15 градоначалници кои немаат исти размислувања, а треба заедно да формираат меѓуопштински одбори. Градоначалниците ја сметаат изградбата на депонија за непопуларна мерка, можеби во нивните предизборни ветувања рекле нема да ја градиме таа депонија, а сега мора да го остварат тоа ветување пред граѓаните. И тука не ги обвинувам туку граѓаните, бидејќи они немаат прилика да видат што значи добро управувана депонија. Добро управувана депонија нема никакво влијание врз животната средина ако правилно се управува со неа и е составен дел од управувањето со отпад и не може да се избегне. Може да се намали, меѓутоа не може да се избегне. Тие депонии се замислени да бидат со сите стандарди каде што правилно ќе се управува и со депонискиот газ и со исцедокот. Претходно ќе се купат и возила, ќе се дадат канти, ќе има секундарна селекција, планирано и компостирање. И ако сите овие процеси се запазат со отпадот, останува некои 20-30% се депонираат, што нема да имаат никакво влијание врз животната средина. Тоа е исто како и, да речеме, увезувањето на отпад за согорување, едно од темите за кои што многу се збореше изминатиот период. Тоа не е спорно и функционира во земјите од ЕУ, меѓутоа стандардите по кои што тоа се прави се точно прецизно утврдени. Утврдени, да, се прават во реномирани лаборатории, има мерења и ако тоа се спроведува како што треба, не е никаков проблем. Проблемот дека можеби има место за манипулација, поради тој страв, затоа е забранет увоз на отпад. Уште една тема, мислам дека ова време беше, се видовме лани, од кога стапи на сила законот за забрана за употреба на пластични кеси и сега година подоцна ме интересира колку сте задоволни и ги исполнили вашите очекувања. Да, тоа беше 1 декември. Видете, ако мислевме сите дека оваа законска одредба ќе ни ги реши сите проблеми, сме се излажале. Видовме дека е така, да. добро. Меѓутоа дека даде резултати, секако дека можеме да ги видиме. Официјалните бројки, мислам дека ги изведи и ги каже и министерот, дека десетина пати е намалено купувањето на кеси. И тоа е многу лесно да се пресмета, бидејќи трговците има законска обврска секој квартал да поднесуваат извештај за колку кеси продале и со тоа ќе знаеме колку кеси е намалено. Исто така према парите што се собрани во фондот во Министерство за животна средина, многу лесно може да пресметаме, а тие средства мислам дека рекоа дека ќе бидат наменети за инфраструктура токму за селектирање на отпадот. Ако пред неколку години зборувавме на големо за торбичките за пазарење кои што ни се неопходни, сега веќе секој дом ги има. Што е чекор напред. Апсолутно. Тоа беше и целта. Не да се земат 15 денари од граѓаните, туку да развијат здрави еколошки навики. Пред крајот на разговорот, сериозна економска и енергетска криза живееме повеќе од година, колку не врати чекор назад во однос на заштитата на животната средина? Тешко е да се изрази во чекори, но дефинитивно не врати назад. Дефинитивно не врати назад, бидејќи почна да се користат некои застарени технологии,
јаглен и така натаму. Меѓутоа, од друга страна, според мене, по првиот период од кризата, од таа паника се преде на тие чекори, меѓутоа во вториот дел од кризата луѓето видоа прилика дека може да инвестират во обновливи извори на енергија. Па се почесто сме сведоци на изградба на приватни инвеститори, па дури и некои државни институции и училишта како градат фотоволтаици и самоодржливи објекти. Оно што мене ме радува многу што веќе известен период многу гласно се зборува за заштитата на животната средина. Тука вие доаѓате до израз, ние ја даваме поддршката како граѓани, што значи дека правиме некои сериозни чекори напред. Така е. Благодарам за гостувањето во Македонија. Благодарам за поканата. Наутре.